Медиумската свест и практика за правото на заштита на личните податоци и слободниот пристап до информации во Република Македонија, тема на работилници од проект на Европската Унија во врска со заштитата на личните податоци и медиумите. Проектот се концентрира на утврдување на нивото на свест и практика кај медиумските работници од различни медиуми во Република Македонија во однос на нивните познавања пред се на правото на заштита на лични податоци, приватноста. Меѓутоа, она што е побитно е тоа што за прв пат се трудиме да утврдиме и какво е нивото на свест кај медиумските работници за потребата да се обезбеди баланс во информирањето, со тоа што би се заштитила и приватноста, но истовремено би се овозможило и остварување на слободата на изразување и информирање. Од тука проектот се концентрира на истражување кое што на крајот би требало да доведе до приречник како конкретна практична алатка преку која што ќе им се помогне на медиумските работници во пракса да бидат што е можно посигурни во обезбедувањето вистински фер баланс помеѓу правото на приватност и она што значи јавен интерес, односно слобода на информирање на јавноста од друга страна. Заштитата на личните податоци во медиумите оди во нагорна линија, но потребни се дополнителни обуки. Резултатите од истражувањето и прашалникот говорат дека постои нагорен тренд во однос на свеста и практиката на медиумските работници, што е резултат секако и на досегашните кампањи и активности преземени од страна на надлежната дирекција за заштита на лични податоци, но сепак она што треба понатаму да се унапредува е тоа дека медиумските работници сами ја утврдија потребата од дополнителни обуки, особено за она што го кажав на почетокот за обезбедувањето вистински баланс помеѓу приватноста и јавниот интерес, бидејќи се покажа како најголем проблем кога медиумските работници, особено оние, да речеме, фоторепортирите, камерманите, уредниците, кои што секојдневно доаѓаат во контакт со многу информации, многу лични податоци од кои што некои се чувствителни, во пракса им е многу тешко да утврдат каде е границата помеѓу она што значи приватност и јавен интерес. Ово особено се однесува на познатите личности, на политичарите, на носителите на јавни функции, па од тука понатаму, значи она на кое што треба да се концентрираме се токму работилници и обуки за вистински баланс помеѓу приватноста и јавниот интерес. Медиумите најчесто прават грешки при анонимноста на соговорниците. Најчесто станува збор за несвесни грешки, грешки кои што потекнуваат од при објава на одредена информација да не се изврши анонимизација на податоците за лицето или лицата за кои што се објавува информацијата и при тоа целта, нашето видување барем такво во дирекцијата за заштита на лични податоци може да се постигне и доколку се изврши анонимизација на лични податоци. Например, со замаглување на лице на малолетник или пак како станува збор за пише медиум со употребување на иницијали наместо користење на целосно име и презиме, адресни податоци, матичен број и слично. Во Законот за заштита на податоци предвидени се и глоби за непочитувањето на она што значи заштита на личните податоци и медиумите. Постојат прекршочни одредби во Законот за заштита на лични податоци во кои што доколку станува збор за злоупотреба на личен податок, кој што е утврдена во транспарентна постапка и доколку навистина е сторена повреда на Законот за заштита на лични податоци, во тој случај инспекторите од дирекцијата за заштита на лични податоци поднесуваат барање до нашата прекршочна комисија во рамки на дирекцијата за заштита на лични податоци, која што одлучува дали во конкретниот случај е сторен прекршок и доколку утврди дека е сторен прекршок се изречува глоба или пак опомена зависност од видот на повредата. Во рамки на проектот предвидени се 3 работилници за заштита на личните податоци и медиумите кои ќе се реализираат во Штип, во Битола и во Скопје.